Американскиот претседател Доналд Трамп одржа говор пред Конгресот, што беше негово прво големо обраќање откако се врати во Белата куќа. На почетокот на говорот на американскиот претседател на заедничката седница на двата дома на Конгресот се случи инцидент. Штом Трамп го започна својот говор, некои од демократските представници се пошегуваа дека неговите зборови не се вистинити, а некои од нив држеле табли со тој натпис. Лос Анџелес Лейкерс ја забележа седмата победа поред откако го совлада Њу Орлеанс со 136-115. На овој меч Леброн стана првиот кошаркар кој стигнал до 50.000 поени во НБА кариерата. Леброн и Дончик почнаа да функционираат заедно, а тоа го чувствуваат и нивните противници. Зара Хоум е познат по својот минималистички и модерен дизајн на домот, но деновиве го привлече вниманието поради сосема друга причина. Брендот стана вирален на социјалните мрежи поради еден необичен производ, држач за врата кој е всушност обичен камен со врвка. Држачот за врата на Зара Хоум се продава за 29,99 евра. Илон Маск го нарече американскиот систем за социјална грижа најголемата пирамидална измама на сите времиња за време на последниот разговор во подкастот на Џо Роган. Ова е најновиот во низата напади на членови на администрацијата на актуелниот претседател на САД Доналд Трамп на американскиот систем за социјална заштита. Додека Маск паралелно спроведува масовни отпуштања во сојузната администрација и ги блокира исплатите во повеќе државни агенции.